Благодарам, Александар. Околу вестите од светот, во твојот преглед на вестите од светот беше прва оваа вест за помирување, затоплување нагло на односите меѓу Северна и Јужна Кореја. Што се случи, како дојде до овие непријатели, она село кое ги граничи таму, кое е на границата меѓу Северна и Јужна, кое сме навикнати да го гледаме со многу оружје и како се гледа преку двогледи, тензија, да сега таму што ќе биде? Олимписки ги организираат. Веројатно ќе биде олимписко село некое. Во секој случај, аналитичарите у светот, колку што можам да видам, се прашуваат исто прашање кој ја и ти што се прашуваме. Што се случи со Ким Јонг Ун? Од една нуклеарна светска закана, која, ја мислам дека во светот ја покри и Русија и Кина со закана, земја која и се закануваше на една Јапонија дека доколку не биде добра може да ја погоди нуклеарна бомба. Па им пушта, им лета ракети околу. Па дури Гуам, она британско-американска воена поморска база беше на удар. Одедношка пред 2 месеца се случи самитот, нели, состанокот на Трамп со Ким Јонг Ун и одедношка све се смени. Она од Сингапур. Сингапур се извинам, да. Се случи, одедношка се смени. Одедношка после месец дена Ким Јонг Ун отиде, односно не отиде, дојде јужнокорејскиот председател, направија самит синоќа по наше време и да правија договор за денуклеаризација, што е прв таков договор од 1953 година. И што подразбира договорот? Па да се тргне целото нуклеарно оружје, кој го има двете земји, особено Северна Кореја, бидејќи Јужна Кореја нема своја нуклеарно оружје. И развива програми за ново... Да се прекинат ракетните проби со нуклеарен на боева глава и исто така сите тие програми да запрат и дури на крајот на разговорот е договорено Северна и Јужна Кореја да организираат олимписки игри. Ја очекувам можеби као Германија да се соединат еден ден. Тоа е првпат по 1953 година. Сега е најавена посета од Северна Кореја оди... Треба да оди во Сеул, да, во Јужна Кореја. Во секој случај има некоја промена на политиката. Она што кажуваат анализите е дека можеби, не можеби, него сигурно, договорот е Северна Кореја да прекине со заканите за возврат на тоа Соединетите Американски држави, да ги тргнат санкциите. Таа држава е под санкции колку години? 50-60 години. Имено. И до сега успевала да одолее на сите тие санкции. Да. Сега наеднаш го менува ставот, не е таква инаетлива каква... Не е инаетлива, ги отвара границите. Што велат аналитичарите, што се случи на состанокот во Сингапур, каде што Трамп... Па направи неверојатно пазар, тоа го зборат аналитичарите. Севернокорејците ги има околу 22 милиона. Повеќе децени живеат во сиромаштија, долги години ги погоди суша, не може да произведуваат храна, значи ориз, и беа буквално гладни како држава, од друга страна државата им правеше скапи нуклеарни програми. А договорот е веројатно, она што го велат аналитичарите, Соединетите Американски држави да помогнат финансиски, значи во храна, во се што може. А и Јужна Кореја може да помогне. А и Јужна Кореја практично да помогне. Од друга страна, глобално гледано, се смета дека Доналд Трамп, односно Вашингтон, сака да ја придобие Северна Кореја, да не е непријател. Околу Доналд Трамп, сите бевме нервозни во една неизвестност по неговиот избор. Се не ја да го фалам, испаѓа дека човекот решава кризни жаришта. Интересно е тоа што го разговаравме и ти пред студиото. А пред двајца председатели порано, кога беше Џорџ Буш, исто така беше републиканец, како и Доналд Трамп. А Северна Кореја стави прва земја на оска на злото, ако ти текнува. Каде што беа Ирак, Иран и Северна Кореја. Ирак го решија, Северна Кореја ја решаваат. И ќе објаснам и зошто. Тука ја добива како да не е непријател, бидејќи Северна Кореја беше под влијание на Кина и под влијание на Русија. Сега Доналд Трамп тука некако ги затвара, ги одоброволјува севернокорејците да не бидат непријатели, го затвара корејскиот проблем и полека може да се фокусира на онаа трета држава од оската на злото Иран, каде што нели знаеме дека Иран е полн со земен газ, таму е Ормудскиот премин каде што поминуваат стоките и енергенците за Европа и Евроазија и за Блискиот Исток, и каде што американците очигледно не им го простија на иранците она 1979 година. Интересно е што ова се случува во моменти кога се дигаат тензиите во американско-кинеската трговска
трговски односи. Па, они се во буквално трговска војна, да секојдневно некој на некого му дава санкции. Така што не знам колку кинезите му помогнале на Трамп со нивното влијание во Северна Кореја да дојде до оваа Борјан, ситуација. кинезите ја контролираа Северна Кореја, па еден период ја оставија да остане на питачки стап. Веројатно и тоа причината зашто комунистичкиот режим во Пјонгјанг го одлучи сепак да се сврти кон. Можеби кога сите се вртат кон Кина и Русија од тие држави, овој стар некаков сојузник полека бара сојузништво во САД. Наспроти тоа, Москва нели се обидува да го добие американскиот сојузник Турција, така да Блискиот исток и целиот тој исток ќе биде тек допрва арена за мерење на силата на глобалните. Но за мирот во светот, генерално за перспективите, ова е добра вест. Ова е одлична вест, доколку биде спроведена. Се разбира, во Пјонгјанг се уште седи еден диктатор до вчера го нарекува. Сега не знам дали со овој договор веќе нема да биде диктатор, но во секој случај додека не се тргнат тие нуклеарни полигони, веројатно ќе биде потенцијална опасност. На Блискиот исток и понатаму е доста напрато после она соборување на Рускиов и Илјушин. Сега се и Израел е во приказката. Кој го соборил? Дали сириците, дали Израел? Сириците, овака оди приказна точка. Дигната е тензија на руско-израелските сега на Тел-Авив Москва релација. Руската попустливост кон Израел во блискоисточниот проблем некако им дојде до што викаат до глава, бидејќи сириската противвоздушна одбрана вистина ги угурна рускиот борбен авион. Па како сега улета израелци во Израелците влегоа во воздушниот простор. Почна Илјушинот да ги брка над воздушниот простор, они се извлекоа, во тој момент пукаше сириската одбрана и наместо израелски, практично они успеа да ги избегнат, само ги навлекоа руските борбени авиони се извлекоа. На сириски ракети. Да, на сириски ракети. Зошто го реков она предмалку? Русија го толерира движењето на израелските воздухоплови во тој дел. Имаат некој преќутен договор. После оној инцидент вчера, Москва, барем она што можевме да го видиме утринава од воениот дел на Кремљ, е дека ќе му возврати на Израел. Што тоа значи, не знам. Не верувам дека може да дојде до некое големо нарушување на односите меѓу Русија и Израел, но сепак треба да се знае дека Русија е од едната страна, Израел е сојузник на Соединетите американски држави и они се од другата страна. Тоа таму ќе биде интересно, бидејќи се помешани многу работи, Сирија се уште знак прашање мирот. Сирија е се уште под знак прашање, таму е искоренета она ИСИС терористите, меѓутоа сега остана меѓу нив сириците. Имаме сојузници, имаме легална влада во Дамаск, едната е поддржана од Русија, другата е поддржана од Соединетите американски држави. Веројатно тоа ќе заврши со некаква донаторска конференција. Па, да се надеваме на тоа би било добро ако е така. Па ќе видиме. Естествено те прашам со Брекзитот како да работите. Тереза Меј денеска има нова изјава, бара да од Европската унија да биде по. Јас ќе го цитирам Јункерот пред недела дена. Јас и ти го разговаравме Јункер на своето годишно обраќање каде што кажа дека Брекзит. Што значи Брекзит? Брекзит се случи нели во негово време, во негов мандат. Тој рече дека Велика Британија не може веќе да се надева да има такви односи со своите европски партнери, но сепак Велика Британија ќе мора да има некакви специјални односи со Европската унија. Меѓутоа Велика Британија таму има големи полемики, тоа го разговаравме јас и ти претходно. Треба да се знае дека едниот дел од Велика Британија сакаше да излезе, гласа, излегува, меѓутоа таму има и луѓе кои друг дел кои не ќе да излезе. Лондон на пример не гласаше, Шкотска, Ирска. Дојде до таму да шкотите кажат ако излегуваме од Европска унија, ние као Шкотска ќе се отцепиме од Велика Британија за да си останеме во европското семејство. Јас мислам дека Брекзит на крајот ќе мора некако да заврши преќутно дека излегле за да се задржи достоинството на англичаните, но што не покажа Брекзит? Дека не е баш така една Велика Британија не баш радо сака да излезе од европското семејство. Па тоа е интересна лекција за овие кои тука велате што ќе ни Европска унија, ќе се распадне така. Велика Британија ако е нешто, да. Ако на Лондон му фали Европска унија со целата нели со целиот империалистички багаж на Велика Британија. Па не само таму, банките се во Лондон, парите се во Лондон, но сепак очигледно дека не е баш така да напуштиш едно европско семејство. Па да, добро да влеземе внатре па да видиме како е. Ќе влеземе ќе зборуваме. Па да, може тоа ќе би било порелевантно. Може да ќе се снајдеме болje од англичаните. И многу ме интересира дали ќе има ново глас. Ема не, јас лично не верувам дека ќе има. Јас не верувам. Ново гласање, тоа би било. Јас Боријан мислам дека они ќе мораат да проголтаат британците, не можам да кажам англичаните сега да не ги ограничуваме. Мислам дека британците
може би малку се прерачуна според она што сега го гледаме, бидејќи Тереза Меј беше една од тие што е сега проблемот. Очигледно е дека европското семејство не е баш така како што некој мислеше. Добри поуки, добри лекции ќе се извлечат од оваа цела епизода со Брекзитот, како за британците, така и за цела Европа. Како и да е, ние додека влеземе Британија веројатно ќе знае каде. Да. Добро, одиме понатаму, време за кујната на Маја. Здраво на сите! Добро дојдовте во уште една емисија Маја готви. Добро дојдовте во мојот дом. Ви објаснив неколку пати дека обсесивно собирам готвачи. Навистина сакам да истражувам, да ги гледам познатите светски готвачи како готват и да правам своји кованици и рецепти кои се возможни да се направат во нашата држава. Денеска ќе ви подготвам еден рецепт кој го нареков вегетаријански гулаш. Рецептот не е мој. Рецептот ми го покажа мојата драга тетка Бисерка, мојата комшика, и беше едно од првите јадења кои научив да ги направам. Знам дека е многу чудно да се нарече гулаш, нешто што е вегетаријанско, меѓутоа се надевам дека овој пат ќе ги задоволам вашите вкусови и ќе направиме едно одлично јадење. Се гледаме наскоро во кујната. Денес, како што ви кажав, ќе ви подготвам еден вегетаријански гулаш. Знам дека делува парадоксално, бидејќи гулашот нели по дефиниција е кромицо месо, меѓутоа мојот гулаш ви ветувам дека ќе ги задоволи вашите вкусови. За да направиме вегетаријански гулаш денеска, потребно ни е кромит, морков, пиперка, масло, малку ориз